И ќе влеземе. Скоро. Доаѓам скоро. Алелуја. 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 Слава тебе, Исусе. Доаѓам скоро. Доаѓам скоро. Дојди, мили Исусе, ко моето срце. Дојди, мили Исусе, ко моето срце. Еве ќе дојдам скоро, и со мене отплата. Секому ќе дадам според делата, од љубов од срцата. Секому ќе дадам според делата, од љубов од срцата. Жеден нека дојде, кој сака нека земе, од живата вода дарум, сакам мил Исусе. Од живата вода дарум, сакам мил Исусе. Алелуја, алелуја, алелуја. Слава тебе, Исусе. Слава ти, Господе Исусе Христе. Слава ти, Татко. Татко наш, Господе Исусе Христе. Твојата сила нека се излее во нашите срца. Ние ги отвораме срцата и овој дом е Твој дом и Царството Божјо го објавуваме во нашите срца и согласни сме во еден дух со Тебе, Господе Исусе Христе. Се што не е од Исус да замине од секој еден од нас, од нашите тела и души, од целата заедница, од сите заедници на Вибер групите, да замине се што не е од Исус, секој отпор, секоја злосила, секој демон, секој дух на непокорност, се што не е од Исус, веднаш да замине и да не се враќа повеќе. Ние ги отвораме срцата, да го гледаме небото отворено и Твоите ангели како слегуваат и се искачуваат над нашите глави. Ние Тебе Ти припаѓаме, Ти си глава на црквата, Ти зборува и вечерва, Ти поучине, нека Твојот дух влезе во нашите срца, да не исчистиш во водна бања во Словото, во името на Господ Исус Христос. Го врзуваме сатаната, секој демон што се нафрлил врз било кој од нас, секоја зла сила, магија и проклетство, ги изгонуваме, им забрануваме да се вратат во името на Господ Исус Христос. Бегај од мене, сатано, бегај од нас, сатано, во името Исусово. Сите заедно, бегај од нас, сатано, во името на Господ Исус Христос. Не враќај се повеќе. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Ти си учителот. Ти ги излеваш овие слова. Ти ни покажуваш, Ти не учиш. Ти не калемиш, Господе Исусе Христе, на лозата да дадеме многу плод. Ке тргнеме од Лука 24 и ќе се навратиме на прашањето од четврток. Неколку стиха се интересни. Лука 24:38. Исус им вели: што сте се стаписале? Зошто ви се јавуваат сомнежи во мислите? Во еден друг препев во Матеј вели: зошто такви мисли влегуваат во срцата ваши? Добро прашање,
Ангелина еднашка сведочеше за една состојба и влегла една мисла и доаѓа ти слетува како нека птица и те колка цел ден таа мисла, па уште една мисла ако ја прифатиш, па уште друга, ова не чини, вака ќе направам, така ќе направам, па уште една. И вие сте една тенка гранка. Ако слета една чавка, ќе се свитка гранката, па уште една чавка, па уште една и може да ве откине да влезете и да ги прифатите тие мисли на сомнеш, на страв и да ве одвлечат од Исус. 45 стих исто важен, ќе се навратиме на ова. Вели дека Исус им ги просветли умовите за да им стане јасно Светото Писмо. Друг препев вели им го отвори умот за да го разбираат Словото. Мора да го разбереме ова. Тој мора да ни го отвори умот, инаку ние ќе си зборуваме за Словото, ќе си кажуваме приказки, најчесто тие ги раскажуваат приказките, без да разберат дека не се приказките за раскажување, туку се поука за живење. И последниот стих 49 кој е важен, ќе се навратиме. Јас ќе ви го испратам Светиот Дух, нели им вели, кој го дава мојот небесен татко, Исус заминува, Духот слегува, некој од нас треба да застане да биде како Исус, да постапува, и им вели, вие останете во градот, на апостолите им кажува, кои се разбегаа предходно, се додека Светиот Дух не слезе врзва со сила од небото. А друг препев вели, се додека не се облечете со сила од озгора. Значи, како што ќе видиме, апостолите кои беа со Исус, кога се разбегаа без сила, значи тие беа крстени само во вода потопени, што значи за нас кои не сме го виделе Исуса. И сега се враќаме, слава ти Господе Исусе Христе, на оној опит што го постави Елена. Слава ти Господе Исусе Христе што ни даваш поуки во дух и вистина, што ти си учителот, значи уште еднаш како повторувам постојано, он ги излева овие слова, јас не толкувам ништо, поставува прашање Елена, веќе се случува втор пат, претходно не знам кој постои Билјана, и слегуваат веднаш по 10 минути цела суштина поврзани стихови, се разбира, тој решава што и како, значи сутридничка постави прашање во четврток од Јован 10, 17, 18. Ние тука Елена ја допираме до оној момент, ако се сеќавате, на евнухот. Сме го кажувале тоа што значи да примиш дух. Евнухот значи е човек кој нема веќе сексуални односи, значи затоа што е кастриран, доаѓа од Египет, од материјалниот свет во Израел, се поклонува, значи си дошол пред Господ, сега знаеш дека е татко, си се поклонил, и потоа јавно го чита Словото и доаѓа Филип, значи Духот го праќа Филип и го прашува дали го разбираш тоа што го читаш, што е вели како ќе разберам ако никој не ми покаже, значи Елена вели поставува прашање и тој го испраќа Филип, односно слегува Духот одговорот на прашањето и веќе го исполнува условот да прими Дух, значи што ме спречува да се крстам, ништо ако срцето ти е право. Ако срцето ти е право. И еве ова што вели, затоа ме љуби Отецот. Пазете, важен момент, дали ме љуби мојот татко, секако тој никогаш не се опрел да те љуби, но ти кога не му дозволуваш, тој не прави насилно да те дотера во неговата преградка, зашто јас, вели Исус, животот свој си го полагам за да го примам пак. Размислете на овој момент. Исус продолжува, никој не ми го одзема животот, туку јас сам од себе го давам. Имам власт да го дадам и имам власт да си го земам. Значи, оваа заповед ја примив од својот Отец, Јован 10, 17, 18. Важен е овој момент и ако ви се отвори во длабочина, широчина и височина, ќе ја разберете суштината. И ти ја имаш, и јас ја имам таа власт, да го давам и да го земам својот живот, нели? И сега е само прашање со труднику, нели, пишано е, прашање е дали го правам тоа. Значи, јас имам власт да го давам и да го земам животот. Ќе дојдеме до тоа. Пишано е, поблажено е да се дава. Не е напишано туку така отколку да се зема. Подобро е зашто Исус се раздаде, се даде. Пази сега. Дали се даваш ти себе си? Тоа е важен момент.
на Отецот Исус. Дали се даваш вистински и пак имаме пишано е кој ќе ја сочува душата своја, нели го имаме тој стих, ќе ја загуби. Пазете сега, ние го имаме стихот, рани душа, како народна поговорка да те слуша, овде сосема спротивно. Вели, не се грижете за душата, што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за телото во што ќе се облечете. Значи, кој ќе си ја сочува душата за себе, ќе ја загуби, кој ќе ја даде душата, ќе ја своја кому на Исус, ќе ја зачува во Исус. Ете, тој стих се поравнува со овој и понатаму одиме на една плажа на одмор. Бевме во Калитеја, во Егејска Македонија, ме праша денес еден голем, го ставам како тој што се именува, има голема земна титула во христијанството, ме праша на плажата, еден опит бевме повеќе луѓе, зошто Господ дозволува зло? И ме гледа во очи, 1, 2, 3 слезе одговорот, заради слободна волја, заради правото на избор, заради тоа што имаш право да го даваш и земаш својот живот. Зошто Господ доголува? И сега, прво, треба самиот да сакаш да се дадеш, да се даруваш. Мораме да го разбереме овој принцип. Кому му се дарувам јас? Кому, ако не се дарувам, се чувам за себе? Јас сум секако во светот, јас сум во сатанскиот свет. Јас си се чувам себе си. Го знаете оној момент кога им дава денари, по 1 денар, господарот, тој што го закопа денарот во земја, во телото, му го зема и тој. И му вика зол, мрзлив слуго. Тој што од 1 денар направи 3, ја даде душата, почна да работи и доаѓаме сега до моментот. Добриот пастир ја дава душата своја, друг препев вели го дава животот свој за овците. Ние го имаме. Кој е тој? Па тој е Исус Христос. Тој првим беше овца, послушен на таткото и стана пастир. Секој од нас може да биде пастир, да стане, но првин мораш да бидеш овца, да не бидеш коза да одиш по своето. Нели на крајот ќе се одделат, значи кога ќе ми каже порано дека сум овца, ме нервираше телесно, зборува за покорност, таа оди по овчарот, го познава неговиот глас, да не го загубиш патот, и ти можеш да бидеш пастир и овца. Значи, по својата волја и власт, имаш власт да го дадеш и да го земеш, дали го сакаш тоа? Важен момент е ова. Друг препев, таткото ме сака, ме љуби, бидејќи јас го давам својот живот за повторно да си го земам. Тоа е целата суштина. Ве молам само кој е микрофонот, не се движете, ти се слуша крчење. Ако кој е Цветанка, ве молам само не се движете. Значи, еве друг препев и значи ние зборуваме, го даваш својот живот за да си го земеш, тоа е процес, христијански процес, тоа е тесната патека на секој следбеник на Исус Христос. Никој не ти го одзема животот, како вели Исус, јас самиот доброволно го давам. И пак ќе дојдеме, кому му го давам? На сатанскиот паднат телесен свет или му го давам комплетно на Исус? Не можеш да го задржиш. Значи имаш моќ да го дадеш својот живот и имаш моќ повторно да го вратиш. Ќе го расчлениме ова понатаму. Доаѓаме до Јован, на сите што го примија Исус, нели? Мораш да го примиш Исус и тоа е важно да разбереш. Внатрешно е на односот, духовен, им даде, тука се менуваат категориите, власт, моќ, сила и право во разни препеви, да станат синови Божји. Он ти ја дава власта за да си го земеш назад. Секако ако го зачуваш за тебе, не го дадеш, ќе го изгубиш. Значи, ова опластување, вели Исус, го примив од мојот татко, значи Јован 10, 17, 18, тоа го раздобуваме. И сега ќе дојдеме Исус од духовна природа, син на Севишниот, слезе да биде син човечки, умре, го распна, значи се откажа, го даде својот живот на неговото ниво, стана човек, пак го даде својот живот, плати за сите од нас, за да воскресне, да плати за нас, да не откупи. Мораме да го разбереме, значи ние имаме голем долг, ќе треба вечности да отплаќаме. Тој плати за нас со крвта своја, во него пребиваше Отецот во дух и ние треба да го разбереме тој момент, како тој да пребива. Значи сум му го дал својот живот.
Со смртта ја победи, значи плати со својата крв за нашите гревови. Инаку, ако не го прифаќаме тоа, крвта ваша на главите ваши, на израелците, Понтиј Пилат им вели, крвта Исусова ќе падне врз вас, нека падне врз нас и нашите деца, и гледате што се случува со израелците. Значи, тој не купи од сатаната, ние не сме собственици, умре за нас, се даде за нас, уште додека бевме грешни. И сега пак одиме. Прашањата се дали јас се давам, дали плачам со оние што плачат, дали се радувам со оние што се радуваат, дали имам милост и љубов за сите, дали се давам себе си во милосрдие. Значи, пазете, милоста, се враќаме на овие стихови кои постојано ги повторувам, оти се зачудувачки, предупредувачки. Милоста во судот се пофалува, оној превод во Гидеонија, кој нема милост и за него ќе нема милост кога ќе застане пред Исус. Што значи тоа милост? Па си се дал себе си за некои други луѓе да помогнеш. Се даваш во милосрдие, нели? Ти имаш власт, кому му го даваш собствениот живот. Тоа е твојата власт. Не можеш да кажеш дека не е, зашто ние го имаме моментот, сум ви го кажал, хрватот кој беше на граница, имам едно сведоштво, ќе ви го пуштам да го видите, му нуди сатаната во овој реален момент преку човек, потпиши дека се откажуваш од Исус, дека мене ми ја даваш душата. Тој е надрогиран и пијан, надрогиран е 10 дена, веќе е комплетно сашардисан. Во еден момент вели само го љубам Бога, ја љубим Бога, и излегол од телото, се отрезнил, го вратил назад и му рекол, бегај низ вратата, ти ќе те фрлат овие од балкон ако не потпишеш. И така се спасил. Значи, тој ја има власта да речеш не за сатаната и смртта, она што го зборуваме конкретен на овој момент. И сега, дали јас својот живот го дарувам во времето на милост на земјата и слободна волја на таткото Исус, за да си го вратам пак или не? 15 стих вели, јас го познавам, тоа значи го љубам Отецот и животот свој го полагам за своите овци. Тоа е христијанин, не е напишано тоа туку така, значи има власт. Друг препев, како што таткото ме знае мене и како што јас го знам, значи го љубам таткото и својот живот го давам. Значи го даваш својот живот, немаш ти веќе свој живот. Ако го разберете ова, ќе разберете што е христијанство и што му недостасува на современото христијанство, токму Исус во срцето. Одиме повторно на Аврам. Значи Аврам тешко го доби Исак, на многу години по грешка направи син со Агара легна. Таа приказна е од Стариот Завет. Го направи Исмел кој се обрезува и Исмел денес се тепа со Исак, се тепаат енеги. Во Израел се уште, значи едвај го добија тој Исак и Господ му вели однеси го и жртвувај го, немам јаре. И тој го зема без да размислува, го носи, го зема ножот и знае дека тој го дава и зема животот, нели? И дека секако ќе го врати. И тогаш му дава јаре, значи пазете, тој го даде својот син. Пазете го тој момент. Не размислуваше, не знаеме ние какво искушение ќе дојде, и ви пуштив од една хрватица тоа сведоштво кое е кратко, но го објаснува овој принцип на давање и земање, кому му припаѓам, како член од семејство може да те извлече. Ова е нејзиниот случај екстремен, има уште поекстремен. На Джойс Мајер ја силувал нејзиниот татко 10 години, може би помалку, и после многу години успеала да побегне, станува Христов слуга, му простува, се покајува пред да почине таткото. Пазете го тој момент. Значи имаме екстремни моменти, имаш софистицирани, кога член на семејство, сме виделме ние татко, мајка, жена, брат, сестра, како едно елегантно ќе те извлече и ти како некоја коза одиш по неја, наместо да рече стоп, не за сатаната и смртта. Значи, пишано е дека откако телото ќе се положи, сме го гледале ние тоа во земја, духот кој е вдахнат живот во кал земна и се станата жива душа, се враќа кај оној што го дал. Духот се враќа. Затоа Исус вели, вие не може повеќе да умрете. Смртта е секако отсуство на Исусовата љубов и духот во тебе, затоа тој вели, тие се мртви и немаат дух,
и постапуваат, читавме во некоја од претходните средби, по инстинктите постапуваат, значи како животните. Значи никој не ми го одзема животот, ни вам, ни мене. Јас доброволно го давам или си го чувам за себе, значи не го давам и ќе го загубам душата. Кому му го даваш? Кому му го давам животот е важен момент. На Исус и Отецот, на вечната љубов или на сатанскиот паднат свет. Важен момент. Значи имам мог јас да го дадам. Јас ќе речам не Сатано, не, стои на тоа, ќе мора да се повлече. Ние имавме случај на сон, една наша сотрудничка од Прилеп, може би треба да го раскаже, ја носи значи некој темен свештеник во темна црква, ја носи во темен олтар и слуша глас: таа е моја, врати ја назад. Значи власта е таа во срцето што си решил ти. Пазете, такви сонови имаме многу и слични случаи. Значи имам мог да го вратам својот живот, пак да го вратам, наместо мог, разбирајте, читајте власт, сила и така натаму. Значи и ти имаш власт да го земеш и да го вратиш. И Аврам имаше власт, и јас имам власт ако сум во Исус, и ова овластување го примив од мојот татко. Он дава сила и власт во духот на вистината. Друг препев вели: никој не ми го одзема мене животот. Самиот јас си го држам за себе, јас сам од себе го давам. Тоа е тоа. Или на Исус му го давам и Отецот, пази, или во себељубие, идолопоклонство, кон паднатиот сатански свет, си живеам, си ја чувам душата по своје, не го давам. Значи, пазете, а што да кажеме сега на крстот што оставам, и сега си ти наред, јас сум наред, сотруднику, пазете, кому ти му го даваш животот? Пазете го тој момент. Дали ти ќе одиш по добриот пастир, како овца, која го познава и следи Исус Христос, со можност утре ден да станеш ти пастир, или дали се даваш ти себе си, животот, дали го даде на крстот, па мораш да го оставиш стариот човек да умреш. Затоа он вели: дали ќе се крштевате вие во смртта, со мојата смрт сте крстени, во смртта сте крстени на еден момент, во еден препев вели Исус. Дали можете да се крстите? Значи, дали го давам тој на крстот на Исус, дали го оставив стариот живот, умрев во себе стариот. Значи, одбивам да живеам како порано, и дали се родив во Исусовата љубов. Тоа е тоа што имам јас власт и немам власт да го давам и да го земам. Значи, ако го давам својот стар живот, мене ми се враќа тој во Исус, во духовно совршенство, во мојата изворна љубовна природа. Кај застанавме, за да си го вратиш назад животот во Исус Христос, тој живот што е духовен, не овој што е телесен, измачен, паднат. И сега, значи, да си го вратам својот љубовен идентитет и суштествување. Мораме тоа да го разбереме. Тој момент. Значи, во слободна волја и љубов. Отецот го љуби, се враќаме на стиховите, го љуби оној кој го положува, го дава, го остава својот живот, душата своја, нели? Каде го даваш? На олтарот на љубовта. И тогаш ти стануваш син Божји, ќерка Божја, ако му дозволиш на Исус да живее во тебе. Ова е реален процес. Значи, првин се поклонуваш, го оставаш телесниот свет, евнукот е како метафора. Не мора ако си во брак да се воздржуваш, нели, ако заедништво со сопругата, сопругот и сопругата, но битно е да се воздржуваш од блудство, од секакво блудство духовно, да го читаш на глас, да бараш помош некој да те поучи, од позицијата дека го знаеш словото, не ти дозволува да го дадеш својот живот. Ти мислиш дека веќе си завршил. Не, ние до последниот ден мора да работиме. Значи, Бог го љуби таткото, оној што го дава својот живот, го положува, и имаш мог да го земеш, да речеш не за светот, не за сатаната, да му кажеш не на било кој те одвлекува, кој сака да ти го да ја задржиш својата душа.
To znači starijot čovjek, ti što misliš, ti što sakaš, namjesto da dadeš. Nije imame ekstremni primjeri na Isus koji dade se, svoj život, na Avram koji ostavi se i trgna vo verba, komu se dade Isak, pa koji go noseše da go zakole, ekstremno. Imame apostol Pavle, ekstremno. Visok crkovno dostajnik, zapovednik, borec protiv Isus, padna od konja, go zema stapot i ništo nemaše, ni opinci, ni ovo, kako ni lep što veleše toj. Odeše so toa i pazete, od najsprotistaven na Isus, on beše kako nekoj akademik, beše glaven, go знаеше to veka, beše učen vo staromakedonske, vo еврейска filozofija, beše učen doktor na nauki, se vrati i počna so Isus da veli, ne jaz ništo ne možem, Isus žive vo mene. Se dade i toj sebe si. Znači imaš mog. I kako što gledate, i vo svedoštото što danas kako puštime, konkretno kažува, konkretno, iako, na primjer, pripaѓа на некоја деноминација која учи друго, таа во духот точно ги погодува работите, дека татко и до крајот не се покајал, но, како што вели, тој стих што мене секогаш ми испливува од псалмите, милоста негова е вечна. Тој ќе најде начин, духот се враќа, но ќе поминат милениуми, не можеш ти неказнето, или ќе земеш да го дадеш својот живот, тој ти дава сила и плаќа за тебе, или ќе биде око за око, зап за зап, крвта ваша на главите ваши. Ние сме важни и имаме должност кон членовите на нашето семејства кои не веруваат, достоинствено да останеме во Исус. Не тие да не извлечат нас. Не ќе му речам не. Ако сакаш во Исус да, ако не ќе се разделиме и ќе направиме. Земај што сакаш, јас со стапот одам како апостол Павле и крај на програмата. Ти благодариме, Господе Исусе Христе, што ни помогна и да истераме битката сотрудник да ни се роди во Македонија и Русија. Видете сега, ние имавме ситуација зададена, им се кажува на сопружниците, на Љубиша и Катерина, нема да имаат деца, таа ќе умре за породот. Пазете, тоа беше битка на целата заедница. Тие се молат, Љубиша решава дека нема ќе го послуша Исус, се фати за Исус се не пушта. Црквата и заедницата се моли, ние им рековме ќе биде здраво и издржавме. Така се води битка. Ако тој не поверуваше до крај, ние ќе се молевме уште 100 години, ќе останеше нереализирана битката, сатаната ќе откраднеше душа, ние не знаеме што ќе биде понатаму, но јас сум сигурен дека сотрудник се роди, за Исус ќе зборува, самата слава што ја победува смртта, самата слава Исусова, тој се прославува во нив. Ти благодариме, Господе Исусе Христе, те сакаме, те љубиме, се радуваме, сотрудник ни се роди. Во време кога сака да не подели сатаната, да се мразиме едни со други, ние сме со другиот свет, со Русија се поврзуваме, љубовта победува, ги раскинува сите граници. Слава ти, Господи Исусе Христе, ти благодариме што излеваш сила, а сега ќе те славиме, ќе пееме. Те љубиме, Господи Исусе Христе, слава ти, Исусе. Слава ти, татко наш.